Љупчо Николовски Фуфо е еден од најпознатите угостители во Скопје. Во главниот град нема кој не слушнал за него. Во една од бомбите што ги објави поранишната опозиција се посегна по неговата приватност, кога во разговор меѓу поранишниот директор на ДБК Сашо Мјалков и новинарот Драган Павлович Латас бе изнесени детали од неговиот живот. За Фуфо разговорот бил шокантен, без разлика дали е вистинит или станува збор за озборување меѓу двајцата соговорници. Дали да покренам било каква судска постапка, затоа што приватност е загарантирана во светот, па и кај нас, со сето правосудство што го имавме до тогаш, верувам дека сега ќе биде посаглам, но некако дигнав ручна, не сакав да доливам на оганот уште малку улје или зејтин. Предпоставам дека тоа најмногу удри на моите ќерки и на најблиското семејство. Да, ја полесно го претрпев, пошто имам малку поразвиен имунолошки систем у тој тип на шпекулации, креации, информации. Сум прошол, да кажам, и политика, и бизнес, и навреди, и ненавреди, и вистините, и шпекулативни, али тие помладите, посебно семејството, тоа малку по-јако го доживеава и најмногу се секирав и најмногу ме болеше за нив. Тука веќе нема објаснување дали е точно или не. Те спомнале, сите те слушнале и крај, причи. Што поише објаснуваш, уште поише таласаш. Бомбата со Фуфо беше чист фаул и не ја објави Плюс Инфо. Оти тоа е нарушување на приватноста, вели Бранко Геровски, кој тогаш го уредуваше порталот, а сега е уредник на весникот Слободен печат. Тој 30 години успешно се занимава со новинарска професија, а основаче и на неколку дневни весници. И тој самиот беше жртва. Неколку пати му беше нарушено правото на приватност, ја објавија неговата адреса на живење, беше следен и прислушкуван, а дел од разговорите излегоа и во јавност. Објавувани беа разговори телевизиски меѓу Јанко Илковски, например, и Драган Павлович Латас, зашто добив и првостепена пресуда, во кој исто така беа изнесувани прилики од мојата приватност, за мојот сега покоен татко, за мојата мајка, за моите деца. Беше објавена, например, мојата лична адреса, со намера да се предизвика, веројатно, не знам, некаков собир пред мојот стан. Адвокатот Звонко Давидовиќ смета дека и Фуфо и Геровски можат правдата да ја добијат на суд. Тој сугерира оштетените да бараат сторителите на делото јавно да се извинат, а ако тоа не го сторат, може да следи судска постапка. Слушате двајца министри или еден министр кој разговара за својата функција и начинот на кој ја обавува, тука е придržан јавниот интерес. Тука не може да се скрие зад приватноста за да сторува кривични дела и располага со државниот имот како сака. Тоа не е во ред. Инаку повреда на приватноста се прави кога се фотографира нечиј дом или никој не смее да влезе во вашето место на живење без судски налог. Казниво е некој да ви отвори писмо, а уште помалку јавно да го објави како што беше случајот со писмото на Геровски до поранишниот претседател и премиер Бранко Црвенковски, објавено на Фејсбук. Ако тоа писмо содржало план за атентат, план за уривање на државата, план за убиство на некоја невина личност или било што е сериозен јавен интерес, значи што би било сериозен јавен интерес, вреди да се прекрши законот. Значи, еден јавен интерес кој е посилен може да побие друг јавен интерес кој е во тој случај помалку силен, бидејќи не се рамносилни, очигледно. И во тој случај може да се објави, јас не би се налутил. Од друга страна пак, случајот со објавувањето на набавките од интимна природа од страна на специјалното јавно обвинителство за наша новинарка, за Геровски е предмет на јавен интерес. Оти се набавувало со народни пари. Сега некој може да рече, ама каков јавен интерес е тоа да се објави дека некој купил гаќи од 500 евра или некаква друга стока, е дел од приказната која е јавен интерес, бидејќи тоа не е направено како приватна иницијатива или како приватен хир со приватни пари, туку е направено како дел од набавка на стока како дел од една операција за која обвинителството се сомнева дека е криминална.
И Гировски и Давидовиќ сметаат дека кога се известува за убиство, за осомничени за убиство или за самоубиство, новинарите треба секогаш да прават проценка и да разграничат што е јавен интерес. Мора да ја почитуваат презумцијата на невиност, да не го прогласуваат осомничениот за виновен. За Гировски таков е примерот со момчето што беше убиено во престрелка во населбата Аеродром. Цело Скопје го знаеше името на загинатото момче и името на осомничениот. Затоа според него не е новинарски да се молчи за луѓето кои беа инволвирани во престрелката. Новинарите известуваат и за самоубиство, но само во некои случаи тоа е оправдано. Но е да човек се самоубие во својот стан од мотиви кои може да бидат различни и тогаш навистина нема никакво оправдување новинари да звонат на врата, да барат изјави како, што и така натаму не. Меѓутоа сосема друго е ако скокне од 12 крат на зградата на преполн плоштад или така натаму, ако тоа го виделе 1000 или 2000 луѓе кои исто така се вознемириле, ако всушност самоубиството само по себе станало јавен настан. Според адвокатот Давидовиќ, нарушување на правото на приватност се направи со лустрацијата на Славко Јаневски. Целта на лустрацијата беше лицата кои се лустрирани да не може да бидат на јавни функции, вели тој и додава, а умрен човек не може да добие функција. За него противзаконито е објавувањето на материјали кои беа под посебни истражни мерки, како што беше случајот со снимките објавени на YouTube, на кои беше поранешниот опозицијски лидер, а сега премиер Зоран Заев. Процурија во надвор од обвинителството и беа објавени на YouTube. Тоа е незамисливо. Тие имаат висок степен на тајност, каде што до тие податоци и не може секој ни да дојде. Често пати кога тие снимки ние во судница ги се репродуцираат и кога ги гледаме, тајно е судењето, јавност е исклучена. Адвокатот објаснува дека нарушување на правото на приватност се прави со објавувањето на матични броеви и адреса на живење или кога снимки од безбедносни камери протекуваат во јавност. Нарушувањето на правото на приватност го уредува Уставот и Кривичниот законник. Во Етичкиот кодекс на новинарите во Македонија пишува: новинарот ќе ја почитува приватноста на личноста, освен кога тоа е во спротивно со јавниот интерес. Новинарот е должен да ги почитува личната болка и жалост. Нарушување на правото на приватност може да се пријави кај Народниот правобранител, Советот за етика на медиумите, во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во Министерството за внатрешни работи.